γιατί σε μας έπεσε ο βαρύς κλήρος να δώσουμε τη μάχη για να θέσουμε τέλος σε μια ιστορία που 50 χρόνια ταλαιπωρεί τη χώρα μας. Δεν θα υποστείλουμε τη σημαία του αγώνα. Το όνομά μας είναι η ψυχή μας. Грчката држава од нејзиното формирање во 1830 година секогаш се стремеше територијално да се прошири и да создаде една голема грчка држава базирана на таа идеја, μεγάλη идеја, големата идеја за формирање на голема држава. Το ελληνικό κράτος υπήρξε για 100 περίπου χρόνια, δηλαδή από το 1821, στο πούμε έτσι, που δεν ήταν κράτος, αλλά που ξεκίνησε η Επανάσταση, μέχρι το 1922, χοντρικά, υπήρξε ένα κράτος αναθεωρητικό. Ήθελε διαρκώς αλλαγή των συνόρων. Периодот по Првата светска војна требало да представува финишот во остварувањето на мегали идејата, односно таа замисла за создавање на грчка држава која што ќе се простира на 2 континенти и ќе има излез на 5 мориња. Според замислата, Грција требала да биде наследничка на Византиската империја, но за разлика од Источното Римско царство, населението во таа држава морало да биде еднонационално, односно составено исклучиво од Грци. Големите сили, кои тоа како имали интереси за Балканскиот полуостров, биле подготвени да понудат корекција на границите, кои се уште не биле дефинирани, со единствена цел да го задржат своето влијание кај нивните балкански сојузници. Прво едната е Велика Британија, која го контролира поморскиот пат према Азија, и од друга страна имаме моќна царска Русија, која преку мореузите сака да излезе на Средоземното море или на Топлото море. Територијата на Македонија била најплодната почва за сеењето на семето на раздорот и простор во кој се студирале концепциите за разграничување на балканските држави. Македонија представувала објект во комбинаториките на балканските субјекти и државите кои играле улоги на заштитници на нивните интереси. Δηλαδή το μακεδονικό ζήτημα είναι ένα ζήτημα που ταλαιπωρεί την Ελλάδα, το ελληνικό κράτος, από τα τέλη του 19ου αιώνα. Είναι ένα ζήτημα ουσιαστικά θεμελιώδης ως προς την αλλαγή των συνόρων και ως προς την επέκταση που θα καταλήξει στους Βαλκανικούς πολέμους, στο μεγάλο πόλεμο, δηλαδή 12-13, όπου πραγματικά προστίθεται έδαφος πολύ σημαντικό στην ελληνική επικράτεια. Ако првата Балканска војна го означила почетокот, тогаш мировните договори во НЕИ во север го назначиле крајот на процесот на поделба на Македонија помеѓу Бугарија, Кралството на Србите, Хрватите и Словенците и Грција. Со балканските војни, Грција се прошири и во нејзините етнички граници, инкорпирајќи во својата територија и делови од Македонија, скоро 34.000 квадратни километри, и делови од Тракија, западна Тракија, од реката Места до реката Марица. Вкупната површина на државата се зголемила од 63.211 километри квадратни на 129.880 κιλομέτρη κβадρατní. Επειδή όμως το ίδιο αυτό το κράτος υπήρξε αναθεωρητικό για 100 χρόνια, δηλαδή διαρκώς, ο φόβος αλλαγής των συνόρων υπήρξε πολύ έντονα καταγεγραμμένο μέσα του. Και ακόμη υπάρχει. При поделбата на Македонија од вкупните 66.474 километри квадратни, во составот на Грција подпаднале 33.953 километри квадратни. Истовремено и бројот на населението рапидно растел, по 2.600.000 жители пред Балканските војни, во 1920 година вкупниот број на населението изнесувал 6.204.000 жители.
Вкупниот број на населението во етничките граници на Македонија изнесувал околу 2 милиони, додека во егејскиот дел на Македонија околу 1 милион 163.000 жители. Во тој дел најбројно било македонското население 367.000, а потоа следеле турците со околу 300.000. Имало 250.000 грци, 60.000 евреи, 50.000 власи и 30.000 роми. Присуството на македонското население и говорењето на македонскиот јазик го потврдил и грчкиот генерал и националист Мазаракис во своето дело Резолуцијата на Балканското прашање од 1919 година. Во ова дело Мазаракис ке подлече: македонскиот дијалект е видоизменет словенски јазик кој во северниот регион на Македонија наликува на бугарскиот, а во западниот на српскиот дијалект. Во Манастир, денешна Битола и нејзината околина, овој дијалект многу се употребува. Помеѓу Еничи и Гевгелија, македонскиот дијалект многу се употребува. На него говорат и жителите во областите Караџова и Лумница. Во серско-драмските области, некои села од северот и од долината на Серес го говорат македонскиот дијалект. Најголем процент од населението е негрчко население. И голем процент од останатото население, што го сметаше за грчко, како што беа арнаутското население, влашкото население, претежно судејки според нивната припадност во патриаршијата, а не во екзархијата, виде дека во суштина има многу мал процент на население што се нарекуваат грци и може да смета на нив. Фактот што грчкото население во егејскиот дел на Македонија било застапено со 21%, бил само причина повеќе грчките власти да се насочат кон трајна промена на етничкиот карактер на таа територија со сите сили кои ги имале на располагање. Како прва мерка која што грчката држава ја превзела, тоа бил договорот за така наречена во наводници доброволна размена на население помеѓу Бугарија и Грција со Нејскиот мировен договор во 1919 година. Η ανταλλαγή γίνεται με τον ΕΙΓΙ, Ελλάδα-Βουλγαρία. Όσοι έχουν άλλη συνείδηση να πάνε, τότε η Βουλγαρία είναι αυτή η οποία. Και στο πρωτόκολλο political vote γίνεται λόγος για βουλγαρική μειονότητα. Δεν μπορούσε τότε κάποιος να φανταστεί ότι υπάρχουν οι Μακεδόνες ως κάτι το ξεχωριστό. Бугарската влада тогаш сметаше дека македонско население е бугарско население и се предвидуваше да биде заштити националните права на бугарското население во Македонија. И кога бугарската влада бараше признавање на бугарските права на населението во Егејска Македонија, грчката влада одбира, сметајќи дека тие што не се задоволни во Грција може да искористат конвенцијата за доброволно иселување и да заминат за Бугарија. Имајќи ја предвид етничката хомогеност на македонците во одредени региони и доминантната улога во сферата на бројноста во однос на грчкото население, владата во Атина прво се насочила кон целосно менување на составот на населението. Во прилог на таа замисла одела и тенденцијата на владите во Софија и Истанбул, кои по секоја цена посакувале создавање на етнички чисти држави и во таа утопија го гледале конечниот мир на Балканскиот полуостров. Στην πραγματικότητα, το πρόβλημα του ελληνικού κράτους δεν είναι οι μερικές χιλιάδες Σλαβομακεδόνων, Μακεδόνων, όπως θέλετε μπορούμε να τους πούμε, ή άλλων μειονοτήτων. Το πρόβλημα του ελληνικού κράτους και η νεύρωσή του, εγώ θα το έλεγα, είναι μήπως μια μέρα αλλάξουν τα σύνορα. Γιατί αυτό το κράτος μεγάλωσε έτσι, αλλάζοντας τα σύνορα. Најголемата промена на демографската карта во егејскиот дел на Македонија се случила по поразот на Грција во грчко-турската војна, односно така наречената грчка малоазиска катастрофа. Голем дел на политичари и на воени лица ќе поттикнат Грција, односно грчките трупи да навлезат во Турција со цел освојување на малоазиските брегови каде што има христијанско население, кое што тие го сметаат за грчко, и тој тие делови да ги инкорпорираат во грчката држава. Татко ми беше со други мажи од селото, тие беа мобилизирани уште на фронтот во Малазија, во грчката војска бе. Татко ми ранет беше таму. Грчката војска преку Смирна влегува длабоко во турска територија и стигна
близо до Анкара. Татко ми беше како војник на грчката армија од 18 до 20 година и се бореше против турците, беше у Измир. Грчките војски се запрени и тука има една крвава битка, битката во Сакарија, каде турците успеа да ги поразат грците и Грција беше принудена да застани на столот на мировните преговори што се воде во Лозан. Таа војна била окончана со Лозанската конвенција, во која била договорена размена на население меѓу двете држави. Имено, сето христијанско население од Турција било принудено да ја напушти таа држава и да се пресели во Грција, додека во спротивен правец заминале сите муслимани од Грција, вклучувајќи ги и македонците со муслиманска вероисповед од егејскиот дел на Македонија. За прв пат Грција со тешкиот пораз што го претрпи и протерување на целокупно христијанското население свати од нивните соништа за формирање на голема Грција на сметка на Турција за навек се уништени. Η αλλαγή των συνόρων υπήρξε αυτό που για αυτό το κράτος υπήρξε πολύ ζωτικό, πολύ ζωτική σημασία γεγονός. Μετά την Μικρασιατική καταστροφή άλλαξε πλήρως το δόγμα αυτό στο ακριβώς ανάποδο, να διατηρήσουμε πάση θυσία τα σύνορα που έχουμε. Само во егејскиот дел на Македонија биле населени некаде околу 620.000 колонисти од различна националност, но православни христијани по вероисповед. Единствено нешто кое што ги поврзува со Грција е религијата, односно христијанството, бидејќи многу мал дел од тоа население го говори грчкиот јазик. Нашето село беше се македонци, пошто имаше едно 7 души потурчени, тие напуштат и ни донесуват 7 души, 7 фамилии од Малазија, маџири. Со таа промена на составот на населението бил зададен еден од најсилните удари од страна на грчката држава насочен против македонскиот етнички карактер на тој регион. Колонистите, односно маџирите, како што ги нарекувало македонското население, започнале под влијание на грчките институции да се нарекуваат себе си македонци, но од географска гледна точка. Околу 25 семејства од маџирите се населени во куќи на наши кои пребегале во Бугарија, во Канада, во Америка. Освен таа така наречена надворешна колонизација, постоела и внатрешна колонизација, со која во егејскиот дел на Македонија биле населени околу 50.000 грци од териториите кои влегле во составот на Грција пред Балканските војни. Луѓето што ги извршува функциите како градоначалник, како председател на село, како директори и останати функционери, беа донесени од Стара Грција. За да се разбие хомогеноста на одредени населени места, особено во пограничните региони кон кралството на србите, хрватите и словенците, под изговор дека постојат потешкоти околу прифаќањето на новодојдените жители и со наводна цел дека се прави обид трајно да се реши нивното стамбено прашање, голем дел од македонските семејства биле принудени да примат во своите домови по едно или две новодојдени семејства. Почна да ги земат имотите на македонците, кои што беа веќе истерани, но почна да влегуват и во имотите на македонците што беа останати во нивните домови. Одземањето на дел од движниот и недвижниот имот од македонците бил проследен со секојдневен терор од вооружени банди кои го малтретирале цивилното население. Земјата која што довчера им припаѓала на македонците, грчките колонисти им ја давале под наем на македонците и македонците фактички повторно ја работеле таа земја, но за тоа морале да плаќаат данок, односно наемнина на колонистите. Таа комбинација на конфискација на имот и одземање на слободата на обичниот човек придонела да се создаде уште еден бран на иселување во кој 33.000 македонци засекогаш заминале кон Бугарија, а околу 1/3 од таа бројка кон вардарскиот дел на Македонија, односно кон кралството СХС. Грците за прв пат во современиот период и во историјата стануваат апсолутно мнозинство од населението во Егејска Македонија.
Според пописот на населението, спроведен во 1928 година, една половина од вкупното население во егејскиот дел на Македонија било составена од бегалско население, односно население кое говорело грчки јазик, но потекнувало од региони кои географски не припаѓале на Грција. Меѓу нив имаше ерменци, имаше турци христијани, имаше бафрали, имаше лази, имаше караманлии и сите беа прифатени во Грција како грци христијани. Кога пристигнува ова население од Мала Азија, од страна на грчката држава, меѓутоа и од страна на локалното население, на почетокот е нарекувано просфиги, односно дојденци. Со текот на времето добиваат едно поинакво име Елино-Македонес или грчки македонци, за подоцна да се промени тоа во Македонес или во македонци. Ова именување македонци многу добива на интензитет по Втората светска војна и особено од кога Република Македонија станува независна држава. Етничките македонци биле нарекувани бугари, славофони грци или ендопии, или во превод домородно население. Тие македонци не викаја нас. Доаш тие нас не викаја вулгарос. Бугари не викаја. Што е бугарски јазик што го зборувате? Вулгари не викаја. Ендопио. Ендопии се вели демек јазик абориджинал по англиски. Демек родени таму, од векови сте таму. Денес истите тие бегалци од Мала Азија ни велат дека се македонци, а ние не можеме да го користиме тоа име, бидејќи нели согласно нивната политика, тоа име припаѓа на Грција. И покрај фактот што овие демографски промени резултирале со трајна промена на етничкиот карактер на егејскиот дел на Македонија, македонците сепак останале прилично хомогени во областите во кои представувале мнозинство. Според некои статистички податоци, нивниот број во реонот на градот Воден се движел околу 55%, додека во околината на градот Лерин таа бројка изнесувала 85%. Слична била ситуацијата и во реонот на градот Костур. По дефинитивната демографска промена во егејскиот дел на Македонија, со доселувањето на бегалското население, грчкиот јазик станал најупотребуван и официјален јазик. Македонскиот јазик бил сметан за прост, варварски јазик, кој не треба да го говори ниту еден граѓанин на Грција. Ένας κάτοικος, όταν ήθελε να μάθει μία λόγια γλώσσα τότε, ή θα μάθαινε βουλγαρικά ή θα μάθαινε σερβικά. Μιλάμε για το Μεσοπόλεμο. Δεν υπήρχε κάτι άλλο τότε. Тоа е корено што не се губи никош. Немаше македонски школи, немаше и код нема, и ако не беа дојдени Грци вамама, поделбата се направи свој, добија тој дел Грците, што викат пејаси и бугари и други. Али својот јазик се оставя со самиот говор од тоа време на постојањето на Македонија. Дури и писмата кои биле пишувани на кирилица, никогаш не биле доставувани. Еве едно сведоштво за односот на локалните власти кон децата од Воденско кои говореле на македонски јазик. Во основните училишта секојдневно се тепаат малите деца кои го зборуваат својот јазик, а посебно овде во Воден, крвникот и фашист Георгијадис ги тепа децата ако тие прозборат на македонски или ако ги обложат своите тетрадки со црвена хартија или ако употребат црвено мастило или боја. Грчката влада начело на ново освоените територии назначила министер за Северна Грција, кој раководел со 3 дирекции. Источна со седиште во Кавала, која ги опфаќала Серскиот, Драмскиот и Кавалскиот округ. Централна со седиште во Солун, во чиј состав влегувале Солунскиот, Халкидичкиот, Брскиот, Воденскиот и Кукушкиот округ. И западна со центар во градот Кожани, составена од Костурскиот, Леринскиот и Кожанскиот округ. Грците ќе формираат гувернатура Македонија со седиште во Солун. Иден грчки премиер Темистоклис Софулис во наредбите до своите подчинети, дека бил гувернер на Македонија, пишувал да внимаваат со локалното население и да знаат дека тоа говори на македонски дијалекти. Значи не мислел на македонски грчки дијалекти или на македонски дијалекти на грчкиот јазик, туку на македонски локален дијалект кој што е различен од бугарскиот или од српскиот јазик.
Новите делови кои влегле во составот на грчката држава морале да добијат грчки карактер, а во таа насока најмногу пречеле топонимите чија што основа имала турски или словено-македонски карактер. Законот кој што грчката држава го донела во 1926 година за промена на македонските имиња на сите топоними во егејскиот дел на Македонија. Уште во 1909 година, грчката држава создала Комисија за проучување на топонимите и за утврдување на нивното историско потекло. Таа комисија по завршувањето на Првата светска војна се насочила првенствено кон топонимите и имињата на населените места во егејскиот дел на Македонија со цел отфрлање на сите имиња на селата и општините кои го трујат и го грубат ликот на нашата убава татковина. Οι Έλληνες είχαν ένα φόβο γενικά με τα ιδιώματα όλα αυτά, διότι τότε και στο Μεσοπόλεμο και μετά είναι η έννοια του εθνικού κινδύνου και της ασφάλειας. Όντως εδώ οι Έλληνες ήταν λίγο πολύ ευαίσθητοι, είχαμε μια ψύχωση λίγο με την τοπολαλιά, ότι κάθε ένα που ακούγεται έτσι υπάρχει κίνδυνος κτλ. До најмало село, до најмала рекичка му било променето неговото македонско име и било заменето со грчко име. Воден стана Едеса, Лерин стана Флорина. Македонското име на Костур се смени со грчко име Касторија. Солун го доби името Тесалоники и многу други топоними. Моето село, лично кај што потекнувам, се викаше Ракита. Ракита е еден вид на мала врба, каде што моите предци плетеа кошници и правеа некој таков вид конструкции. Од Ракита се прекрсти селото во Олимпијада. Олимпијада мајката на Александар Македонски. Но во денешно време младите бара да видат зошто тоа село се вика Олимпијада, поради што? Имаше некоја кула тука на Олимпијада, потекнуваше од тука Олимпијада. На 10 октомври 1919 година, Комисијата за топоними издала циркуларно писмо во кое било наведено дека новите имиња на општините и селата имаат своја причина и се поврзани со историјата, околината и природата, додека оние кои останале непроменети, а имале словенски и турски карактер, набрзо ќе бидат променети се со цел да се ограничи можноста на соседните држави да полагаат право врз таа територија. Полно села се обидува да ги преведат на грчки јазик согласно значењето на македонскиот збор. Значи од селото Врбени, за пример, го преведува и тја, што значи исто така врба. Во периодот помеѓу двете светски војни во егејскиот дел на Македонија биле променети имињата на повеќе од 1500 населени места. Само на еден мал процент не ги сменија, бидејќи со додавање на некој грчки слог на крајот имињата почна да личат малце на грчки. Пример, селото Буф, Леринско, го направија Буфи и така личеше некако на грчко име. Но и тие села од почетокот на 50-те години, 1950, 51, 52, одлучија и тие да ги сменат за да нема никакво поврзување со старото име и така Буф од Буфи стана Акритас, значи едно сосема грчко име. Заради фактот што новите имиња не наишле на масовна употреба кај локалното население, грчката влада донела и низа ригорозни мерки наменети за прекршителите, односно оние кои ги употребувале старите негрчки имиња. Исто така голем зафат за спроведување на асимилационите мерки од страна на грчката држава беше и промената на личните имиња и на презимињата на фамилиите на македонците што живееа веќе на грчка територија. Секое лично име морало да добие грчка верзија, додека во презимињата биле вклучени наставките Пулос, Ис или Ос. Наместо Поповски Пападопулос, наместо Трајко Евстратиос. Не заведува по грчки име и презиме, се викав Петрос Нанос. Доаѓа така наречените тогаш секретари од Стара Грција и посетуваа секој еден по едно село. Секогаш македонските села беа празни во тој летниот период што ги посетувале, бидејќи беа по езерата, по нивите за да работат. И наоѓа одредени само луѓе во селото и ги прашуваа за сите останати фамилии, како се викат и како може да ги сменат имињата. Бидејќи ќе наоѓаше секретарот еден жител на селото и ќе прашуваше кој живее на оваа куќа, тука живее Пеце и Трајче, нека речеме. Чии се тие? На Доне. Значи презимето Андонију. Се ставаше по автоматизам на грчки јазик. Потоа ќе сретнуваше некој друг, ќе го прашуваше за некој друг член на истата фамилија, што веќе беше прекрстен на Андонију, и ќе го прашуваше чие е ово дете,
ова е на Јован, брат на Доне, бидејќи не му текна на Доне. И така тој се прекраштуваше на Јану, пример. И имаме ситуации каде што во иста фамилија повеќе презимиња. Лично мојата фамилија, машките од фамилијата, нели, што се носители на презимињата, имат 4 различни презимиња, а припаѓаат на истата фамилија. Во намерите да се даде целосно грчки карактер на егејскиот дел на Македонија, голем удел имале и грчките паравоени формации и организации, кои жестоко се насочиле кон македонското цивилно население. Во суровоста особено се истакнале Грчко-македонска тупаница, Националниот сојуз на Грција, Организацијата Павлос Мелас, Националната организација и тајната национална организација наречена МС. Членовите на тие организации действувале на терен и го прогонувале секој оној кој говорел било каков јазик освен грчкиот, собирале информации во врска со употребата на новите грчки имиња на селата и градовите, вршеле контрола во училиштата и во црквите во врска со јазикот на кој се реализирала наставата и богослужбата, но и ги уништувале сите христијански реликвии кои биле напишани на црковно-словенски јазик. Особено е ставен акцентот врз грчката црква и врз образовниот систем, и преку создавање на културно-уметнички друштва кои што ја шират грчката култура, грчката историја, грчкиот јазик и така натаму. 1927 година има декрет со кој се прегледани сите цркви во егејскиот дел на Македонија, каде секаде каде што е најден надпис на словенски или на македонски јазик е избришан, пребоен и врз тоа е напишан ист таков надпис меѓутоа на грчки јазик. Истото се случува и со надгробните плочи, едноставно македонскиот јазик мора да се елиминира од сите сегменти на животот. Православието било дозволено исклучиво доколку се практикувало на грчки јазик. За да се разберат со локалното македонско население, колонистите мора да го изучуваат македонскиот народен јазик. И сега македонскиот народен јазик излегол фактички од нивните семејства, од домашните средини и делумно бил учен и знаен дури од колонистичкото население, особено во етнички чистите македонски села или средини. Заради таа појава, која не била ретка, локалните власти ја алармирале централната власт за превземање на нови мерки. Се забранува во суштина дружењето меѓу дојденците и македонците, се забранува воопшто да се користи македонскиот јазик во било каков облик, во било каква средина, од домовите до пазарот до полето. Си доаѓам дома и од прозорот торбата ја фрлам со зборовите мајко, земи ја торбата. А полицајец слушна дека јас на македонски кажав, дојде, зема податоци од мајка ми, поднесе пријава 500 драхми. Му вика на магарето уш. И тие му вика, шо му викаш на магарето? Како да му викам на магарето? Вика, не знае друг јазик. Како ќе му реча, 500 драхми го казне, зошто уш му вика на магарето? Негаторската политика кон се она што имало македонски предзнак била присутна во различните политички нивоа, но и во сите општествени сфери. Υπήρξε και μια φάση ενός βίαιου εξελληνισμού για λόγους εθνικής ασφάλειας, όπως η Ελλάδα στη δεκαετία του 30 αντιλαμβανόταν. Όχι μόνο αυτό, έχουν γίνει και άλλα. Πριν μπουν οι Γερμανοί, είχαν γίνει και εκτοπισμοί πληθυσμών. Централната власт раководела со тој процес, додека локалните представници биле одговорни за спроведување на политиката на теренот и координација на свештенството, образовниот кадар, административните работници и припадниците на полицијата. 1931 година грчката држава прави една анализа што треба да се превземе за да се исчисти егејскиот дел од Македонија од тоа словенско влијание. Тоа е најмногу насточено кон регионот на Лерин, Воден и Костур, каде што се уште и покрај ова размена на население, македонското население е доминантно. Во анализата се присутни следниве препораки: самоуправа на Леринската, Воденската и Костурската околија, чистење на учителскиот кадар, чистење на свештенството, чистење на чиновничкиот кадар, отстранување на опасните елементи, наметнување на јазикот, доделување земја на борците без земја, организирање на вистинска разузнавачка служба и засилување на работата на националистичките организации. Ако го осиромасат тој народ во тие територии, ако
почнува да гладува тој народ, многу полесно ќе прифати да стане грк, многу полесно ќе ги прифати инструкциите на власта. Во 20-тите и 30-тите години, грчката држава потикнувала јакнење на индустријскиот развој во источните и централните региони на егејскиот дел на Македонија, но не и во западните краишта, каде што македонското население било доминантно. На тој начин биле создадени услови за ангажирање на работоспособното население од редовите на бегалците, додека западните краишта останале сиромашни и примитивни. Да не ги вклучуваат во економскиот процес на државата, да не ги купуваат нивните агропроизводи, да немат некои олеснувања што се однесува до работењето со сточарство, со земјоделство. Таквите услови потикнале нов бран на иселување во внатрешноста на Грција, но и во прекуокеанските држави. Од една страна, делот на населението почна да се приспособува со новите услови, а делот на населението напушташе државата и така се намалуваше бројот на македонците, нешто што грчката држава го посакуваше. На почетокот од 1920 година, Друштвото на народите извршило притисок да се потпише еден договор со кој ќе се заштитат малцинските права во повеќе европски држави, меѓу кои и Грција. Договорот за заштитата на правата на етничките малцинства во Грција бил потпишан меѓу големите сили и Грција на 10 август 1920 година во Север Франција и затоа и е познат под името Севрскиот договор. Севрскиот договор, меѓу другото, на малцинствата им ја гарантирал слободната употреба на мајчиниот јазик за лична и официјална употреба. По потпишувањето на договорот, грчката влада обезбедила посебен буџет за исполнување на обврските за образование на мајчин јазик. Веднаш потоа спровела и попис на населението за утврдување на процентуалната застапеност на припадниците на малцинствата. Затоа во пописните листови биле внесени имињата на нациите на припадниците на малцинствата и јазиците на кои зборуваат: албанци, бугари, куцовласи, македонци, срби. Пописот бил спроведен на 19 декември 1920 година. Било предвидено резултатите да се објават по региони: континентална Грција и Евија, Тесалија и Арта, Јонски острови, Кикладски острови, Пелопонес, Македонија, Епир, Егејски острови, Крит и Западна Тракија. Меѓутоа, веднаш по првичната обработка на резултатите, откако се увидело дека во Македонија доминираат македонците, владата во Атина донела одлука да не се објавуваат резултатите за Македонија и Западна Тракија. Тие или се уништени, или се уште се чуваат во бункерите на Националната служба за статистика на Грција. За среќа, во библиотеката на службата во која се чуваат оригиналните прашалници и резултати од пописот во Тесалија и Арта, некој или не ја забележал или не стигнал да искине страната 182 и да го уништи, можеби и последниот доказ за признавањето на македонската нација и јазик уште во 1920 година. Резултатите од пописот за градот Трикала покажуваат дека во градот, меѓу припадниците на другите етникуми, престојувале и 37 македонци печалбари. Овој официјален документ покажува на најдобар начин дека грчката држава ја признала македонската нација и јазик уште во 1920 година. Во 1925 година, во една печатница во Атина, печатницата Сакеларију, беше печатен првиот абецедар, македонски буквар, со цел македончињата да почнат да го учат нивниот мајчин јазик. За да докаже пред меѓународната јавност дека се грижи за правата на малцинствата, грчката влада самата го наредила создавањето, односно издавањето на абецедарот. Букварот кој бил депониран во Лигата на народите во Женева, напишан на латиница, врз основа на битолско-леринскиот дијалект, веднаш наишол на остри критики. Грчкиот публицист и специјалист по балкански прашања Николас Зарифис во весникот Елефтерон Вима од 19 октомври 1925 година за објавувањето на абецедарот напишал: Пред нас е букварот абецедар, презначен за употреба во училиштата кои допрва ќе бидат отворени во Грчка Македонија и Западна Тракија за потребите на словеногласното население. По тој буквар ќе учат словеногласните во Грција. Букварот е напечатен на латиница и составен на македонско наречие.
Бугарија сакала да докаже дека учебникот се создавал за потребите во наводници на некакво бугарско национално малцинство. Бугарскиот представник во Лигата на народите го оценил букварот како неразбирлив за населението во Егејска Македонија, пошто грчкиот представник во истата организација, Василис Дендрамис, реплицирал дека букварот бил напишан на словенско-македонски јазик, кој не бил ниту бугарски, ниту српски јазик, туку независен јазик. Многу големи спротиставувања настанаа во Грција од страна на грчките националисти, дека не е можно да им дадеме да учат на нивни мајчин јазик, бидејќи тоа не е јазик, тој не е народ, тие се некои остатоци од бугарите или се чисти грци, изманипулирани од останатите балкански држави, затоа мора да продолжат да го учат само грчкиот јазик. И покрај печатењето на абецедарот, властите никогаш не застанале цврсто зад неговата дистрибуција и реализација на идејата за отворање на училишта на македонски јазик, во кој учебникот би бил дистрибуиран. На јавен собир повеќе илјади абецедари беа изгорени и така никогаш не се поделија во македонските школиња. Еден дел од екземпларите од примероците на абецедарот биле зачувани од дел од македонците, благодарение на што и денеска тој доживеа едно реиздание. Тој документ всушност служи како легитимација на македонците дека тие биле признаени од грчката држава во 1925 година. И де факто, и де јуре. Ако се земе предвид иселувањето на околу 100.000 македонци во периодот помеѓу 1980 и 1928 година, но калкулирајќи го и природниот прираст на населението кое останало во рамките на Грција, може да се заклучи дека нивната бројност изнесувала околу 300.000, што представувало сериозна закана за грчката идеја. Една држава, една нација, еден јазик. Сето тоа помогна да дојде во власт диктаторот Јоанис Метаксас. Најтешкиот период за македонците во Егејскиот дел на Македонија започнал на 4 август 1936 година со доаѓањето на власт на Јоанис Метаксас и спроведувањето на неговата диктатура. Режимот од 4 август. Јоанис Метаксас, неговото владење представува третата грчка цивилизација. Бејќи првата цивилизација, според него и тогашното Министерство за пропаганда, е периодот на владење на Перекле во антиката. Втората грчка цивилизација е големата познатата Византијска империја и Метаксасовата диктатура, односно неговиот режим на владење, треба да представува третата грчка цивилизација, кога Грција ќе го постигне својот зенит. Метаксасовата диктатура подразбирала концентрација на власт така еден човек, кој во недостаток на ораторски способности, кои ги имале неговите идоли во Рим и Берлин, сопствената политика е насочил кон квазифашистичка реторика врз основа на славното хеленско и византиско минато. Покрај тоа што биле забранети сите државни институции, бил укинат парламентот, парламентарната демократија, диктатурата на Јоанис Метаксас донела и закон со кој што се забранувало слободното говорење на македонскиот јазик, дури и во семејствата. Имаше таква група луѓе грци кои беа дојдени грци, не од нашите македонци, кои одеа навечер под пенџерињата и прислушкуваа на кој јазик се говори дома. Вратите, клученците му клавахме книга да не се да не се слуша гласо. На пенџерите клавахме хебина. Υπήρξε τέτοια πολιτική. Βίαιος εξελληνισμός που έγινε στη διάρκεια της μεταξικής δικτατορίας. Αυτό σημαίνει τότε απαγορεύεται η δημόσια χρήση αυτού του ιδιώματος. Забрането беше дури и плачењето на мртвите во гробиштата да се изведува на македонски јазик. Оваа диктатура на Метаксас има многу сегменти, елементи на фашистички идеологија, каде да се појави Метаксас нарекуван е лидер, водач. Има младински организации кои што се облечени во униформи, кои што го следат. Тој ги натера сите деца што беа пред од школска возраст и погоре да носат специјални како што беше бугарската организација Браник, тамо беше ЕОН. Еден македонец одводен од 30-тиот полк на грчката армија го испратил следново писмо до весникот Ризоспастис. Во 30-тиот полк повеќето сме македонци и поради тоа нашиот живот е многу мачен. Секој оној кој ќе прозбори македонски е казнет со 10 до 15 дена затвор.
Не нарекуваат незнајковци и постојано не тепаат. Дисциплинските мерки и ангариите се секојдневни, но ние и понатаму ќе го говориме нашиот јазик и ќе ги пееме нашите револуционерни песни. Си седеше дедо ми на порта и кога пројде грчкиот корофилак, ние викаме полицаец, дедо ми ко културен човек го поздрави: добро утро, сине. И он дојде со еден камшик, почна да го тепа и му вика: калимера, гајдоре, магаре, калимера, варваре, калимера, легете. И кога дојде потиштен дедо ми Петре, рече: нека им е јасно, сите дојден ќе загиниме, ама ние грци нема да бидиме. Се создадоа повеќе националистички групи, вооружени групи, кои што шетаа низ македонските села и го заплашуваа населението, а истовремено преку службите на секоја одредена територија, знаејќи кој човек или која фамилија е повлијателна и држи уште на македонското, ги апсеа тие луѓе и ги интернираа во грчките острови. Ке дојдеа ноќе, ке не открија и го бараа татко ми. Ама они док тропаја и чукаја, мајка ми го пикна во оџакот татко ми и брго зема рошки и ја потпали, го потпали оџакот, за да немат можност да поберат таму да го најдат. Τότε ταυτίστηκε στην αντίληψη του Έλληνα ότι η Βουλγαρία ήταν τότε ο κίνδυνος. Έχει αναθεωρητική πολιτική στα Βαλκάνια, κατά κάποιο τρόπο. Δεν διεκδικεί μόνο τη Σερβική Μακεδονία, αλλά διεκδικεί και τη Δυτική Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Και όντως έπρεπε οι κάτοικοι να διαμορφώσουν έτσι είναι στα πλαίσια του λεγόμενου εξελληνισμού. Αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Се повикува Георги И. Митри, жител на село Нерет, лично да се јави во судот на 15 мај 1939 година, понеделник во 9 часот пред пладне, за да му се суди како обвинет, затоа што на 19 февруари оваа година во селото Нерет бил фатен од органите на полицијата да зборува со други лица на јазик што останатите не го познаваат и да пее на истиот јазик. Бидејќи е повреден членот 697 од Кривичниот закон и согласно со полициската наредба 15/36, ако истиот лично не се јави, ќе му се суди во отсуство. Следувале драконски казни кои што се граничеле со инквизиторски мерки, познати можеби само во периодот на инквизицијата во средновековието. Или 300 дракми, или пола кило рецинус. Пиење рицинус, парични казни, кубење на мустаките, плукање во уста, триење на јазикот со коприва или лута пиперка, физичко малтретирање или затворска казна на некој од островите во Егејското море, како Гаврос, Пилос или Ακροναυπλία. Γριές στέλνονται στα αστυνομικά τμήματα. Οι κάτοικοι είχαν εξαναγκαστεί να βάψουν τα σπίτια σε γαλάζιο και σε άσπρο για να φαίνεται η ελληνική σημαία. Македонците во Егејскиот дел на Македонија биле исклучени од политичкиот живот во Грција и од вечната борба помеѓу републиканците и ројалистите. Само една единствена политичка партија го признавала колку толку македонското прашање и од државна и од национална гледна точка. Тоа била Комунистичката партија на Грција. Во духот на идеите и заложбите на Комунистичката интернационала и Комунистичката партија на Грција започнала да го афирмира македонското прашање во рамките на Грција, но и надвор од неа. Οι Έλληνες κομμουνιστές από τη δεκαετία του 20 κλήθηκαν να αποδεχτούν μια απόφαση της Κομμουνιστικής Διεθνούς που αφορούσε την περίπτωση του μακεδονικού έθνους, όπως είχε ονομαστεί, ή μειονότητας, όπως λεγόταν στην Ελλάδα. Почнаа македонците масовно да се приклучуваат на таа партија, да се запишуваат како членови на Комунистичката партија и скоро на сите македонски села да се создава јадро на Комунистичката партија за понатамошно организирање на селото и на населението. Τότε αυτοί που προπαγανδίζουν τον μακεδονισμό είναι συνδεδεμένοι με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αυτό ξεκαθαρίζει και μιλάει. Γιατί υπάρχει γραμμή της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Комунистичките лидери во Грција лавирале помеѓу притисокот на грчките националисти и притисокот на Коминтерната. Секое приближување или оддалечување од македонскиот проблем наидувало на осуда од некоја од двете страни со различни ставови. Но несоборлив е аргументот дека на 6-тиот пленум на Комунистичката партија на Грција, одржан во јануари 1934, бил заземен став дека македонците имаат право на национално самоопределување до отцепување.
Заради тоа грчките режимски партии, Комунистичката партија на Грција ја прогласувале за предавничка, за шпионска, за пета колона. Веќе наредната година, Комунистичката партија на Грција го изменила својот став со намера да се води политика за полна еднаквост на малцинствата во рамките на Грција. Пред името на македонците во сите документи и на Комунистичката партија на Грција редовно била ставана придавката славјано или словено македонци. Комунистите во Грција јасно дале до знаење дека македонците се посебен народ со сопствена традиција, јазик и култура и историја. Во текот на војните кои следеле во Грција, македонците секогаш биле испраќани во првите борбени редови да ја бранат државата која настојувала да ги избрише од етничката карта на светот. Истата онаа држава која свирепо се трудела да ги натера да размислуваат и да се чувствуваат како дојденци во сопствената земја. Ако македонците се многу непожелни во периодот меѓу двете светски војни, тие стануваат особено пожелни во почетокот на Втората светска војна, односно италијанскиот напад врз Грција, бидејќи при отварањето на тој италијанско-грчки фронт, македонците се испратени во првите борбени редови да ја бранат државата која што никогаш не сакала да ги признае како македонци. Од вкупно 300.000 мобилизирани војници кои биле испратени на фронтот со Италија, 80.000 биле присилно мобилизирани македонци. Во војната со Италија имало околу 12.000 жртви, од кои 1/3 биле од Егејска Македонија и Западна Тракија, односно етнички македонци. Едно од најдобрите сведоштва за односот на грчката држава кон Македонија и македонското население е записот на капетанот Еванс, кој во функција на офицер за врски поминал 8 месеци во западните делови на Егејска Македонија во текот на Втората светска војна. Тој запишал: дури и образованите грци се однесуваат кон словенското малцинство обично глупаво, неуко и брутално, до тој степен што човек губи секаква надеж дека некогаш ќе може да дојде до разбирање меѓу двата народа. Актуелноста на таа мисла од нејзиното креирање до денес представува најдобар показател за нејзината точност и ненадминатост. Македонците за 9 години поминале 3 војни: Грчко-италијанската војна, Втората светска војна и граѓанската војна во Грција. Не можете да најдете ниту еден народ во светот кој што за 9 години поминал толку премрежија, толку војни, толку драматични случувања и толку обиди за асимилација и етничко чистење како што е случајот со македонците во егејскиот дел на Македонија.